бидеме манекени на светска модна писа. Не постои компанија во регионот која што ова го прави на регуларна база. Да, се прават колекции од време на време, меѓутоа таа се ограничени колекции кои што не се наполно адаптивни. Си реков ќе биде добро, сите се со тебе, сите се сакат, имаш другари. Поносна сум дел од овие лица со попреченост, сакам и другите масовно да дојдат овде да работиме ние овде. Да речеме дека ако еден човек кој што здрав прав се облекува 5 минути, еве јас се облекувам 10 минути. Сега рачунајте да имате некоја попреченост која што е малце подлабока, тоа време се зголемува за 2, 3, 5, па некаде и 10 пати заради тоа што имаме луѓе кои што не можат ни сами да се облечат. Па мислам дека бидејќи потикнува самостојност да не зависиме од нашите родители или од било кој друг да не облече собствените. Закам се и откам се. Овој фустан мислам дека многу побрзо ќе го облекувам. Мислам дека секоја облека таква треба да биде. Најверојатно инклузивноста допрва по пат ја учиме и мислам дека имаме направено премалку на ова поле. Ова е можеби најдобриот начин во моментов да се промовира инклузивноста во модниот дизајн. Не само со овој настан, но овој настан е идеја плюс и се надевам и чекор повеќе за да општеството наше ги види, ги слушне, ги почувствува. Секаде во светот, се размислува на овие работи и треба ние полека да се движиме натаму. И се радувам што еве конечно Македонија може да се пофали со еден сопствен бренд. Вечерва се чувствував вклучена и конечно докажам дека и на различностите имаат место.